Поздрав, магични мои, и јас се надевам дека сите сте добро и здраво и дека ќе останете во ваква вибрација за време на овој викенд. Ова ќе бидат кратки пораки кои што треба да ве пронедат во денешно исчитување од Оракл и Тарот картите. Јас се надевам дека сите ќе дојдете и ќе ја послушате секоја од вас избрана порака, ќе биде во генерално, колективно, групно исчитување од Тарот картите. Овие пораки ќе ви ги озваничат, уствари ќе озваничат неделата пред вас. Јас се надевам дека сите овие пораки ќе бидат утемелени во вас, ќе знаете да земете смер, да бидете во ваша интуитивна вредност, ќе се определите и не заборавајте, улогите секогаш можат да бидат заменети. Нема со секого да резонира, се надевам дека ќе биде така, но доколку не резонирам, оставете за некој кој што треба да послуша оваа порака или пак овие две групи кои што јас ќе ги одредам сега во овој момент. Јас се надевам дека сите ќе бидете во ваша асертивна енергетска вредност, во своја вибрација и не заборавајте секогаш овие исчитувања од Тарот картите превземете ги во ваша енергија, во ваше случување на настан, случки кои што треба да ви дадат смер за да можете да успеете во некоја ситуација, настан, намера или пак во ваша енергетска вредност. Ајде да видиме што сакаат и Тарот картите да ни порачаат. Имаме две групи. Јас се надевам дека ќе си ги изберете и двете групи или пак интуитивно ќе се определите за двете групи. За една од двете групи ќе оставам некоја секунда, прва, втора група или пак земете вам како ви резонира. Интуитивно, без премногу вибрации, значи одредите се за една од групите и да продолжиме со исчитување од Тарот картите. Доколку одбравте првата моја група, втората ја тргам, да видиме што сака првата група да ни каже. Флексибилност, енергија на два пентакли. Значи, нешто што треба да дојде во вашата енергетска вредност е да флексибилно маневрирате со вашите емоции, настани на работна енергетска вредност. Нешто треба да избалансирате во вашата работна постоечка енергија. Оваа енергетска вредност ќе биде наменета за сите вас кои што сте во добар работен однос, но имате во енергија персони кои што се премногу агресивни према вас, енергија каде што и ќе треба да избалансирате некоја стабилност, да направите стабилност во вашата работна енергија, доколку се работи за персона спроти вас, која што ќе треба да донесете битни и важни одлуки со оваа персона, кој што ви е ваш партнер, работен партнер, енергија со работник, каде што и ќе треба да направите договор, да склучите договор, ќе ви треба посебна енергија на флексибилна енергетска вредност, каде што и двата пентакла не означуваат една божествена нивелација, каде што и ќе треба да бидете во енергија на донесување битни и важни одлуки по повод вашата флексибилност на вашата работна енергија, драги мои. Доколку сакате да имате стабилен просперитет со овој партнер или пак со оваа работна енергија или пак доколку потпишувате договор, ќе треба да ги прочитате и најмалите букви кои што постојат на тој договор за да можете да одлучите да донесете една избалансирана одлука, каде што и ќе треба божанските енергии да бидат присутни во вас. Затоа и оваа карта ви кажува дека ќе треба да бидете флексибилни по донесување на овој одговор или пак на оваа одлука кој што треба да направите во вашиот работен, деловен однос или пак енергија, каде што и ќе треба да се договарате за парични надоместоци, кои што се надевам дека ќе бидат утемелени во вас, драги мои. Бидете флексибилни, затоа што оваа божанска нивелација ќе биде во енергија да не направите грешка, да не додесувате флексибилност и разумни одговори или пак разумни ваши енергии по повод оваа работа со вашето срце и со емотивност, туку ќе треба да
избалансирате енергијата во вашата консиузност. Значи, да биде добар план, стратешки план направен, затоа што двата пентакли ни окажува на една ливелација по повод ваша стабилност во работна енергија. Доколку се случи момент на незадоволство со овој партнер или пак со оваа компанија или пак со овој договор, каде што и ќе треба да се земат енергии на парични надоместоци, доколку мислите дека на некои други персони се дава повеќе, а за вас помалку, верувајте дека ќе треба да бидете во флексибилна енергија, за да можете да донесете битна и важна одлука, да избалансирате ваши енергии, за да можете да ги утемелите овие канализирани пораки кои што доаѓаат до вас, драги мои, кои што ќе се случат во наредната недела, во некој ден од наредната недела. Јас се надевам дека ви помогна оваа порака за првата моја група, а сега ќе ја читаме и втората група. Добре дојдовте втора моја група, за сите вас кои што одбравте втората група, енергија на Емперор, енергија на енергетска вредност, на контрола, енергија на раст и развој во вашата енергетска вредност. Втора моја група или пак втора моја карта кој што одбравте сите вие, втората карта е енергија да имате судир со институција или пак енергија на персона која што е во таткова енергетска вредност, значи во очева енергетска вредност, каде што и оваа судбинска енергија ќе биде укажана да се сретнете со оваа персона. Оваа персона е премногу остроумна, може да има голем интегритет над вас, а може и да биде институционална енергија, каде што ќе треба судбински да одредите некоја енергија преку институции, каде што и очекувате документи или пак видување со персона која што е од голем квалитет, каде што и ќе треба да донесете битна и важна одлука, по-конкретно оваа персона да ви излезе во престрет, затоа што судбински ви е наменета да ја запознаете оваа персона, но и да устварите комуникација и да ви заврши некоја работна енергетска вредност. Доколку се работи за ваш сопруг, за сите вие кои што сте во брак, знаете дека вашиот сопруг е прв и последен енергетски дел, каде што и овој ваш сопруг е во енергија на донесување битни и важни одлуки, егоистичен, но и егоцентричен. Знаете дека секој негов последен збор е во енергија да биде и последен збор. Одлука каде што ова е судбоносна одлука од оваа персона. Доколку очекувате од вашиот партнер, љубовен партнер, да се одлучи за некоја енергија, да биде во енергетска вредност, да биде со вас или пак да искачи вашата врска во енергија на повисока резина или пак овој емперор ќе биде во енергија да донесе битна и важна одлука за вашата љубовна енергетска вредност. За други пак од вас ќе значи во љубовна енергија дека доаѓа до вас емперор енергија каде што и ќе биде буквално оваа персона ќе ве држи како мала капка на дланка. Значи, ова е ваша судбоносна енергија, драги мои. Во значење ќе ви биде бројот 74, енергија каде што и ќе треба да превземете доста добра енергетска вредност со оваа персона. Оваа персона нема да се откаже од вас, но ќе биде заштитнички настроена, драги мои. Енергија каде што ќе донесе последна одлука да биде со вас и да искачи вашата љубовна енергија на повисоко ниво. Или пак, ова ќе биде институционална енергија, каде што и со овој емперор ќе бидете во енергија да институционално подпишете договор кој што ќе биде заставан на ваша судбина. Ова е судбинска енергија, драги мои. Енергија каде што и овој емперор ќе ве држи како мала вода на дланка, која што ќе биде во енергија на судбинска стреќа. Енергетска вредност, да знаете дека овој емперор ќе буди можност да ве контролира, но и да биде во енергија на донесување битни и важни одлуки. Овој емперор е енергија на страст, на утемелување на ваши идеи, на енергии кои што ќе биде во енергетска вредност заштитничка. Драги мои, доколку се работи за институционална енергија,
Знаете дека оваа енергија ќе биде заштитнички настроена према вас. Ова е судбинска енергија, каде што и ќе треба да славите после оваа институционална енергетска вредност, драги мои. Доколку се работи за ваша работна енергија, ќе биде во енергетска вредност да некој се вработува во институција каде што лидер е многу голем, високо котирачки енергетски дел, каде што е изградена персона која што поминала кроз сите 4 кралеви, значи е изградена личност, каде што е премногу мудра, но и е премногу настроена во енергија на донесување битни и важни одлуки по повод неговата делатност, но и во енергија да пребарува од вас она за се што ќе се вложите и ќе се заложите како енергија во донесување на битни и важни одлуки по повод оваа институција, каде што и ќе добиете конкретна работна енергија по судбински пат, драги мои. Јас се надевам дека овие пораки ќе бидат утемелени во вас, ќе ви го расположат, ќе ви ја расположат енергијата во наредната недела и се надевам дека ќе бидете во стрекна околност. Пишете, оставете коментари како ќе ви доаѓаат овие енергии, значи коментирајте, шерувајте, сејфувајте, запратете ме за повеќе енергии, значи оваа енергетска вредност ќе се утемели во вас наредната недела. Се гледаме во наредни пораки. Поздрав!